Ова е звукот кој представува синоним за 1 септември, денот кога започнува новата школска година за сите ученици, па дури и за оние најмалите, првачињата. Токму на овој ден во училишните клупи на основното училиште Лазо Ангеловски носталгично ги навративме Стефан и Мартин, момците кои имаат едно заедничко име – Next Time. Се обидовме да ги навратиме на 1 септември, денот кога биле основци. Стефан сподели. Па, обично знам дека мразев затоа што завршува летото, затоа што уживавме во летните денови и во слободните мигови поминати со другарите, играјќи фудбал и слично. И кога ќе доеше првиот ден си викав, не ми сидев. И меѓутоа моравме да одиме со Мартин, како и сите деца. Одевме се гледавме со другарите и од школските клупи и после се полесно, се навикнував. Ги седнавме во училишна клупа, која од оваа перспектива изгледа сосема поинаку, ќе каже Мартин. Сега кога влегов првпат во училницата, многу помала ми делува. Викам, не е можно да сум учел во толку мала просторија, јас сум бил помал. Да, што сме правеле? Сме се дружеле, сме чекале едва да дојде одморот, да јадеме, да се видиме, да позборуваме малце. Најомилен час ни бил физичко. Се сеќавате на наставничката со која што го државте првиот школски час? Па до четврто нормално, кога се секаваме, една наставничка беше се викаше Елизабета, која што повеќе не е меѓу нас за жал, ни помогна многу во животот, да не изгради како личности до тој период. И затоа сме премногу благодарни, меѓутоа понатака мислам дека Олга се викаше наставничката која што ни предаваше, меѓутоа исто мислам дека замина за Австралија. Вака сте сега многу слични и со брадите и со косите, како деца бевте толку слични, ве препознава, знаевте никогаш да направите можеби некоја дубара, да тебе да те прозват, еве Мартин, Стефан да стане да одговори на некое прашање? Да, имало и такви работи. Се разбира дека, ја мислам дека сега сме поразлични од порано. Како мали сме биле послични. Треба да видите низ фотографии, за жал не носиме. Но еве со стилот сега како го отераме, заликуваме повторно. Дури и луѓето почнуваат повторно да мешаат. Делувате како мирни момци, такви бевте кога бевте мали деца? Мислам дека бевме културни, воспитани, мирни, не правевме многу галама, едноставно најмногу галама на фудбал правевме, на физичко. И тоа беше тоа кога стануваше збор за математика и слично се криевме позади затоа што не биваше така да не можевме да бидеме многу гласни на тие предмети. Ве споменавте физичкото како омилен предмет, а што е со музиката? Тука започнавте да се калемите како музичари? Па добро, нашите музички почетоци почнаа на фестивали, детските фестивали како Златно славече, Сидо, Обитола. Препознавајќи не наставничките од оваа школа Лазо Ангеловски, од тие фестивали, значи изразија желба да пееме во хоровите, во училишните хорови и ние идевме на хор, бевме прв глас, тоа значи висок глас. И се надпреваравме, памтам дека идевме по надпревари, школски надпревари. Да ги видиш, Ѓурѓо, да ги видиш, сестро, да ги видиш, Ѓурѓо, комитите. Правихте еден бум со Ја излези Ѓурѓо, беше супер прифатен од публиката, многу прегледи на YouTube, одличен спот. Се движите сега во тој правец, спремате можеби нешто ново? Па, нова песна и нова преработка е спремна веќе 3-4 месеци седи кај нас дома спремна. Меѓутоа нема да откриваме која песна е сега за сега, само главниот фокус на
на целата работа е насочен кон креирање на видеозапис и исто да промовираме песната на најдобар можен начин, како што промовиравме и га излезе Ѓурѓо. Работена и со истиот тим Никола Мицевски и Дејан Момировски и Next Time. И верувам дека од октомври луѓето ќе можат да уживаат во уште едно, ние го викаме маестрално дело, затоа што сме премногу задоволни од целата работа како искочи и целата песна. Стефан не одолеа на училишниот клавир, па седна да запее. Како културни и воспитани момци кои примарното образование го стекнале во клупите на Лазо Ангеловски и кои денес представуваат пример за идните генерации, беа несебични и да споделат совет за сите ученици. Па ја би им кажал само влезете без страв, животот е пред вас, нели? Од тука па натака ќе учите што понатака во животот и ќе стекнувате многу убави искуства. Така да со среќа и ви посакувам многу петки, немојте да бегате од часови, физичко повеќе потребно е тоа. Храбро запловете во новата учебна година, бидете примерни ученици и трагајте по непознатото, затоа што само така ќе се стекнете со знаење. А таму пак помеѓу училишните клупи ќе ги сретнете вашите нови пријатели, кои ќе го одбележат најубавиот период од вашиот живот.